Па и Дори имате намера, презиме. ве молам. Ви дадов еден збор, доволно е сега. Мислите без име и презиме ние бараме закон? Ние тој закон што го бараме за нашите да биде, ние имаме име, имаме податоци точно колку се инвалиди, колку се погинати цивили, колку се борци. Имаме наша организација во тоа работи. Имаме сите податоци. Ангело, Вашите а ве молам. Како ми се ги пред? Да? Каде што се знаеше во акција таа и таа. Да? Ве молам. Ве молам. Каде да пријавиме? Ве молам. Зимберен, Не, каде да пријавиме? кажете поред. Кога вие уште не Зимберен, ве познавате. молам. Само нешто сакам да обратам на овие колеги, Еве, како сакат, примерот. не знам, пријатели како сакат, нека ме рачунат. Они нека ја тражат кривицата кај политичарите нивни. А за конфликтот 2001 сакам да кажам, поради се спомна и територија тука. Ние имавме територија добиена колку сакавме, можеме уште повише да зимаме и плюс ни беа понудена од политичарите. А што сега на пример, но може со нив да се протистават, сега на господин Зимбери да он одговара за некои работи, што е најмалку крив, да не го барат кривиста кај него. Него го барат кај Љупчо Горгиевски, што беше командант он таму некогаш, и кај Бошковски таму што е во Хаг, него го барат кај него. А он не може он ништо да одговара. Ова сега на крај на емисија не е во ред. Сега на ова имам 5 минути за зборување. Љубе Бошковски беше министер за внатрешни работи, тој ја бранеше Македонија од напаста на терористите. А тој е во Хаг. Тоа е иронијата на нашата држава. За господинот Зимбери ќе кажам, јас исто мислам дека вашите војни инвалиди и семејствата на загинатите треба да бидат на некој начин обештетени. Меѓутоа не од Република Македонија, не од владата на Република Македонија, од оние за кои што се бореа. Факт е тоа дека тие се оштетени, факт е дека треба да бидат обештетени, меѓутоа никако од Република Македонија. Дури и за оваа држава кај што служиме за експеримент, за поле за експериментирање на меѓународната заедница, тоа е премногу. Тоа ќе создаде таков револт кај македонскиот народ, оние кои што пукаа на нас да земат пари од даночните обврзници од македонците. Спрема ваше искажување, спрема ваше искажување, значи вие нас не учите дека ние треба да ствараме паралелни систем во Македонија, да имаме само момент, да имаме паралелна влада, министри и низ тие министри ние да ги финансираме тие фамилии. Не, само да си направите. Јас сум против тоа. Само да Ја направите партиципирам во ова држава со порез, плаќање на даноци, на све. Вие сте еден од ретките, обично знаете дека не е баш така. Добро, воред, да. И јас ви гарантирам дека Вие плаќате, али другите помнат. сите плаќаат. Сите плаќаат, само мене. И додека плаќам во ова држава и во ова држава ги тражам тие права. И должен е држава да ми ги даде тие права. Доколку не ги дава, тоа значи се бориме против неа не и дава пари, за тоа да не разговараме повеќе. Поштовани гледачи, емисијата чуму завршува. Се разбира, започнува новата политичка полемика околу тоа на каков начин треба, можат или ќе мора да бидат заштитени бранителите на македонските безбедностни сили и припадниците на она. Тоа е дилема која добива политичка конотација, добива и дневно актуелно значење. Пријатна вечер, се гледаме следниот вторник. Teleworking.